Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите солен роденденски ролат. Прво во тенџере со зовриена вода го ставаме претходно исчистениот и измиен спанаќ да се обари. Потоа со лажицата обарениот спанаќ го вадиме од тенџерето и го ставаме во цедалка врз поголем длабок сад. Обарениот спанаќ од садот го ставаме во блендер и го вклучуваме. Во меѓувреме јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во друг сад настрана. Потоа ги матиме белките со миксер. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Посолуваме. Во садот за матење ги додаваме жолчките, брашното и измиксаната смеса од блендерот. Мешаме со жица за матење додека смесата се соедини. Тавата за печење ја облошуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпанот во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 на минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме, шунката ситно ја сечкаме. Претходно свареното јајце го рендаме на покрупната страна од рендето. На истата страна го рендаме и сирењето. Потоа во длабок стаклен сад ги ставаме шунката, сирењето и јајцето. Ја додаваме киселата павлака. Наросуваме мелен црн пипер. Во садот го додаваме мајонезот. Мешаме со лажица. Изладениот пандишпан заедно со хартијата го вадиме од тавата. Потоа ја отстрануваме хартијата. Врз пандишпанот го нанесуваме претходно подготвениот фил. Филуваниот пандишпан го виткаме во ролат. Ролатот пак го свиткуваме во алуминиумска фолија. Потоа го оставаме да се лади во фрижидер 1 час. Изладениот ролат го одвиткуваме од фолијата. Ролатот го премачкуваме со павлака. Врз павлаката декорираме со кетчап во форма на гранка. Врз гранките пак декорираме со гранчиња француски Макдонос. До Макдоносот декорираме со по едно парче црвена пиперка. Зелените полнети маслинки ги сечкаме на тенки кругови. Со круговите маслинка од другата страна на гранката ја завршуваме декорацијата. Потоа ролатот го сечеме на парчиња. Парчињата солен роденденски ролат скалесто ги редиме на чинијата за сервирање. Добар апетит!